Добро вечер. На безмалку 2 години од изборот на новата влада, таа успеа да стигне до скоро двотретинско мнозинство. Тоа е парламентарна акомодација која овозможува во добар распоред, јасен фокус, да се завршат многу повеќе работи отколку што владата беше подготвена да испорача. Покрај тврдиот став дека нема ниту милиметара, може да се чека и со децении додека не се добие потребната формула во гаранции од европските партнери и пред се од Софија, македонската влада прогласи мораториум и дека нема да оди никаков чекор во тој правец. Така наречената заменска или алтернативна европска приказна план за раст и реформска агенда која пишуваше македонската влада, која сама ги одреди датумите, одеднаш во овие 2 години многу посликовито покажуваат колку таа владина композиција, обкружена со силно парламентарно мнозинство, потфрли во ефективното спроведување на она што самата го запишала. Ова што последната недела е некаква отворена полемика околу задоцнетото интервју или старото интервју на Томас Вајц, известувачот од Европскиот парламент за Македонија, и цитираната реченица во македонските медиуми нема никаков напредок во оваа година или тоа е целосно загубена година, ја предизвика владата повеќе да се бори со ветерници, со изреченото, иако во целина на интервјуто има тука и прилично наклонетост на Вајц и пристојни оценки за шансите или македонските перспективи ако од некаде се реобнови политичката волја. Зошто е поважно премиерот во целиот овој период да го гледаме како аналитичар на владата, како единствениот промотор на владините политики, а зад него владиниот тим едва и да успее да синхронизира и разбере политики кои запишал дека ќе ги изведе. Во се што одгледавме, иако звучи на прва нејасно дека тоа што беше текст не беше прифатлив за многумина, но можеби само министерката за образование Весна Јаневска одржа лекција за тоа како влада со силно мнозинство и поддршка за своите закони може всушност да се впушти во еден исклучително инклузивен процес како што тоа министерката го направи за законот за високо образование. Се зголемуваат тензиите, отпочнува сега нова вербална војна во која реториката на владата е да ја победи таа на опозицијата. Зошто би имала потреба да ги толкува перцепциите ако веќе има силно мнозинство кој треба да ја овозможи да одработи? Што одработи владата и што можеме да исчитаме од овие манипулативни наративи? Вечерва мои гости на Вин-Вин се Сонја Крамарска, новинар, колумнист на Дојче Веле, Джелал Незири, аналитичар, добро вечер за вас, и Андреј Стојковски, извршен директор на Институтот Преспа. Имате вие во рацете и бројки, и чекори од реформската агенда, и тоа колку е таа изјава стара, во меѓувреме реалноста се променила во однос на интервјуто на Вајц, ке зборуваме веднаш по овие реклами. Да. Стојковски, вие во Институтот Преспа се занимававте со некаков преглед или анализа што точно сакаат да кажат бројките или по која методологија, да речеме на крајот во извештајниот период, Европската комисија ќе штиклира ова е завршено по еден систем кој не е баш сосема соодветен за политика, значи колку политика, толку пари, ама еви кога се во прашање париот, под ризик се некаде околу 50 на милиони. Владата се одбидува да се брани во посебно дека пак ќе бидат фронтранери до јуни ќе завршат, а ние зборуваме за обврски кои требале да бидат завршени до минатиот јуни. И сега кога гледате изјавата на Вајц, неговата нова потврда во интервјуто за македонски медиум дека интервјуто е старо 7 недели, добро, но тој потврдува дека го опишувал моментумот во март. И сега ние продолжуваме сами да си го опишуваме моментумот од март и не можеме да препознаеме во законодавната иницијатива или другите чекори дека драстично се променила сликата. Што се точните податоци? Не можам да кажам што се точните податоци. Верувам
Никој не може, дури ни оние кои што работат во Министерството за европски прашања не можат да кажат со сигурност што е нешто е точно, што ќе се земе како исполнето, затоа што на крајот комисијата е таа што проценува колку сме исполниле и како сме ги исполниле според нивна методологија. Институтот заедно со уште 4 други организации носители на различните тематски области и повеќе други граѓански организации кои што учествуваат во различните тематски области, го следи имплементирањето на реформската агенда и тоа го прави согласно своја методологија, која што заеднички ја разви, ја објави, ја презентираше, значи е јавно достапна, може да се запознаат и меѓу другото во секој од извештаите посочуваме како тоа изгледа, како го правиме следењето. За овој извештаен период, декември 2025 година следевме 40 мерки, вклучувајќи ги оние кои што веќе беа ставени во грејс период, затоа што грејс периодот е конечниот датум до кој што мораме да ги исполниме, да го исполниме ветеното, инаку ќе пропаднат средствата кои што биле предвидени за поддршка на таквите реформи. Видовме дека според нашата конзервативна или строга методологија, само 6 мерки може да бидат сметани како имплементирани. Стануваше збор од тие 40 мерки за 183 милиони евра и според нас би можеле да се надеваме на некаде околу 28 или 29 милиони евра. Реков конзервативно толкување, затоа што ако го послушаме Вајц, тогаш веројатно имаме малку повеќе на кое што би можеле да се надеваме. Тој доаѓа од екосистемот на Брисел. Таму функционира во институциите и информациите веројатно му се подобри од што нашите, така што би можеле да заеме дека неговата изјава е поточна, затоа што надежите и нашите и на владата мислам дека се небитни во случаев. Сега таа разлика е, вие велите, можеме да претендираме на околу 29-30 милиони. Тоа е една шестина. Тој ако вели дека може да пропаднат 47 милиони, а сега не знаме колку се да речеме колку се во прашање во тој бараж, но секако тој зборови за одреден напредок, бидејќи крајот на годината беше Законот за судски совет, а во оваа година тргна двата за јавното обвинителство, советот за јавни електронски комуникации, ако не се лажам, и дигитализацијата беше исто така. Се директно од правосудството кој што ги знаеме. Крамарска, колку и да се обидуваме да ги потенцираме, ова не се преголеми пари, дали ние сега доаѓаме во ситуација во која ќе го погледнете приходната страна на буџетот, подфрлањето во приходите, обврските на кризата кои ќе намалат на приходната страна поради интервенциите во акцизата се останато, колку ќе трае таа криза не разбираме, тоа почнува да прави таква дупка во буџетот, не само таа приказна и другите кои веројатно лошо се планирани. Ако владата е во состојба дека ќе недостасува, да речеме, половина милиарда, дали таа почнува да се однесува дека е заморно апаратот да го втурне во битка за овие 50, иако се разбира било недозволиво на таков начин да размислуваат, но оваа влада не постави во позиција на под милиарда не разговараме. Дали е тоа еврообврзница, дали е тоа заем од британците 2 милиарди, ние некако од милионите се качевме прилично лесно на разговор за милиардите. Видете, буџетски дупки се случуваат во секоја држава. Битно е како ќе се менаџираат тие буџетски дупки, како ќе се однесува владата кон овие прашања. Мислам дека кај нас е поважно да видиме што беше целта на планот за раст, а што уствари се случи на теренот. Тој план за раст беше представен кога беше представен од Европската комисија како еден механизам кој што треба земјите од Западен Балкан, значи вклучително и Македонија, да ги приближи барем економски до Европската унија, ако веќе не може политички да се интегрираме, барем економски да порасне бруто домашниот производ, односно да порасне економската сила на државите. Една од посилните реченици кои ги памтиме од Урсула фон дер Лајен, ова е план јасно разработен, поврзан со пари, кој што ќе овозможи земјите од Западен Балкан да го дуплираат својот
раст на бруто домашниот производ. И сега нема да ги споменувам домашните актери, некои од нив се сега на сериозно високи политики позиции, како се испонасмеа воопшто на можноста на тој начин да ги спроведувате овој скромен пакет во финансиска смисла, а можеби и во смисла на тоа дека никој не очекува дека во Западен Балкан, освен штиклирањето на конкретните закони, имплементацијата ќе биде на исто толку високото ниво, а таа е во суштина главната за сите други работи што ги очекуваме. Да, реформската агенда беше поставена од претходната влада, ве малку се вратиме назад, а сегашната влада ја бранеше во Брисел таа реформска агенда и беше прифатена, одобрена. Премиерот рече дека им оставиле бел лист хартија и дека ова чудо од текст е нивно авторство и дека доживеале комплименти на отворена врата. И добро е да го земеме тоа за точно. Да, ваше текстот, да, вие сте ги напишале датумите, да, што се случува, имате 2/3 во собранието, што се случува да не можете да се движите низ јасно маркирана мапа за извршување политики. Да, тука треба да направиме една друга паралела, на пример, некои работи што беа прифатени од претходната влада, сега се неприфатливи за ова, меѓутоа ова го прифати и го туркаат. Се случи една балканска работа што не е типична само за Македонија, за жал, а тоа е дека во име на партиски интерес, во име на популизам, во име на пропаганда, сите тие работи се ставија на страна. Минатата година, минатиот јуни, владата кога рече ние не можеме да стигнеме бидејќи сме нова влада, немавме време, и дадоа тој фамозен грейс период од една година кој што истекува сега во јуни, и евидентно е од тоа што го слушнавме деновиве, дека е доведено во познак прашање дали ќе се стигне до јуни, односно дали тие пари ќе бидат искористени или ќе ги земе некоја друга држава. Она што може да видиме е дека вчера и евроамбасадорот Рокас беше прилично воздржан, рече не знам, не можам ништо да кажам, ќе видиме, што мене ме води кон заклучок дека тој не е уверен дека овие цели ќе бидат исполнети и дека Македонија ќе може нешто да види, да почувствува од тој план за раст кој што навистина беше представен како надежен инструмент кој што може да ги подигне квалитетите на живот во Македонија, да ја подобри инфраструктурата. Мислам дека дури првичните намери на планот за раст беа подобрување на инфраструктурата. Меѓутоа, од тоа барем видливо нема ништо. До година овој план завршува, тој трае до 2027 година. Ние не знаеме што ќе се случува на нашата политичка сцена, бидејќи работата со преговорите е на мртва патека. Има одреден притисок од Европска Унија, има голем отпор овде. Можеби сето тоа ќе резултира со ајде да одиме повторно на избори, да се потврдиме политиката. Така што јас не сум оптимист околу тоа, околу сумата што ќе се изгуби. Јас мислам дека владата не е заинтересирана многу за овие пари, бидејќи кај нас се работи за многу поголем дефицит кој што треба да се пополни. Од самиот почеток, владата се навикна себе си на терминот стратешки партнерства, стратешки договори, затворајќи прилично од јавната дискусија од овие важни теми, како ако се движиме на договорената патека, во моментот нема да ги имаме тие пари кои ќе носат каматни плаќања за кои Фискалниот совет вели дека до 29-та се проценува дека тие во секој годишен буџет ќе стигаат до 700-800 милиони евра. Тоа што само до пред некоја година буквално ни ја кревало косата на глава, а било плаќање на главница од доспеана еврообврзница, сега ќе стане редовна обврска за каматни плаќања поради овој интензивен циклус на задолжување. Никој веќе ни од владата не зборува за британската авантура. Очигледно таа беше потребна во еден период за спектакл. Никој не зборува за парите за компаниите од унгарскиот кредит. Очигледно без во отсуство на аплаузи од банкарите, премиерот како
да му исчезна сето задоволство, кога стана обврските на буџетот за плаќање кон Будимпешта. Дали тие знаци многу повеќе покажуваат дека има нешто сомнително во формулата? Правото да речете не за директниот пат во евроинтеграција и седнување на преговарачка маса под услови на уставни измени, но во замена за тоа не, целата друга приказна ќе биде безпрекорна, со што ќе ги демонстрираме потенцијалите, па вклучително и таа приказна за неоправдано стопирање на Македонија. Ние очигледно сега потфрламе и во едното и во другото. Знаете што, планот за раст и реформи не беше план со кој што на земјите од Западен Балкан би им се понудиле милиарди за да ги решаваат буџетските проблеми, иако дел од нив завршуваат директно како буџетска финансиска инфузија. Помалиот дел? Да. 1/3 завршува. Тоа беше механизам кој што беше лансиран од Урсула фон дер Лејен во самитот во Тирана 2023 година како еден механизам за да ги поттикне земјите од Балканот за побрзо да ги завршуваат реформите. И сега, кога доаѓаме кај реформите, ние секогаш, не ние, туку поголемиот дел од јавноста секогаш мисли дека тоа се некои болни промени кои што ние треба да ги направиме во системот за да ги задоволиме бирократите во Брисел. Што не е точно. Дека тоа не се услови за нас, туку се услови за тие што живеат други стандарди. И тие фактички на некој начин нема друга работа туку да не измачуваат нас тука со промени, измени, реформи и така натаму. Но не е така, што тие реформи всушност се реформи со кои државата ќе биде подемократска, институциите ќе бидат пофункционални, судството ќе бидат поефикасно и поправедно. Така што тие се реформи кои што се потребни за овдешните граѓани. И по цена на крајот на овие реформи, ние ќе ги спроведеме сите реформи и на крајот пак Бугарија, да речеме, че не блокира, ние не сме изгубиле ништо, напротив. Вие имате Швајцарија која што нормално функционира во целосна хармонизација со стандардите на Европската унија. Норвешка, но кои што не сакаат, и Исланд, кои што не сакаат да бидат дел од унијата. Но тие од реформски и законски аспект тие се на ниво на стандардите на Европската унија. Значи тоа беше инфузија, планот за раст и реформи и поттик за владите, ајде нешто да направите. Реформи па зимате пари, правите реформи па повлекувате пари. Но кај нас реално немаше политичка волја да се спроведат тие реформи. Немаше поттик заради малиот износ на, рековте и вие, ние зборуваме за милиони, владата за милиарди. Туку немаше волја и во односи на прашањето со Бугарија, која што нели ги држи блокирани преговорите, но пак ќе речам, треба да ги издвоиме. Прашањето со Бугарија нема никаква врска со реформите кои што се од планот за реформи и раст. Немаат никаква врска со, да речеме, донесување и усвојување на патоказите за добро владење и борба против корупција, како и патоказот за реформа во администрацијата и акцијскиот план за малцинства. Значи нема никаква врска. Ние овие реформи може да ги спроведеме. И требаше да ги спроведе владата, зашто ако ви тектува сегашната власт наследи реформска агенда која што беше испратена од претходната. И потоа рече не, ние сакаме малку да ја измениме, зашто таа може би планирала поинаква динамика, ние сакаме поинаква динамика. И од тогаш ние слушаме само, не знам, оправдувања или дисонантни изјави кои што не знаеме сега што да веруваме или кому да веруваме, на известувачот во Европскиот парламент Вајц или на владините представници тука, до каде сме со тие реформи. Значи има една дисонанца која според мене извира од отсутството на волја и на енергија за да се спроведат тие реформи. Дали Томас Вајц во ова интервју за Евронюс Бугарија
дадено на 10 март и метувано на 26 април, изгледа непрофесионално, изгледа нестандардно. Може би во овој момент и во Бугарија сака тоа да биде третирано како политички трик, затоа што тоа некако демонстрира колку сте раскошни во средствата за игра со противникот. Но, за нацрт извештајот, Томас Вајц ги држи истите оценки за Македонија, за потфрлањето во владењето на правото, во низа аспекти кои сега само можеби за медиуми поточно, поубиствено се формулираат во една реченица: цела година е изгубена. Сега ние кога ја прилистуваме таа една година, не според тоа како во извештајниот период на крај ќе бидат штиклирани работите, туку каков амбиент ние дома живеевме. Таа 25-та е пекално промашување на владата во сопствената агенда. Интерпелација за членови на судскиот совет. Загревање добри 2 месеци до ефектурањето на тој модалитет. Ништо од интерпелациите. Се испразнија местата во судски совет, председателката не ги пополнуваше затоа што рече го чека законот. А всушност законот требаше да дојде до јуни 25-та и се некако доди масно. Сега, во целиот тој лавиринт кој што самите го создаваат, на крајот епилогот од сето тоа е: државниот обвинител не го избравме откако стапи на сила новиот закон за јавно обвинителство. Собранието покрена постапка за избор на еден од членовите во судски совет, иако законот веќе не беше готов. Сакам да речам, примарните обврски, наместо се занимавате 3 месеци со формулата за плата на судиите, дали се преплатени или не, вие треба да тргнете во законодавна иницијатива, но и на крајот кога ќе тргнете, еве го прават тоа што го прават на пат од влада до собрание, да ја променат формулата, да речеме, и за буџетот на јавно обвинителство. Дали се тоа непотребно погрешните чекори кои се веројатно мотивирани од некаква нивна за нас неразбирлива идеја кој го компромитира овој изведбен план? Многу одамна. Веќе 15, можеби повеќе од 15 години зборувам дека сите работи кои што ги правиме практично ни се заобиколување на потребата од напредување во процесот и пристапување во ЕУ, реално, и се некаков тип на дефокус. Владата нема, оваа влада сега, веројатно во последниот период ни предходната, за таа пред тоа воопшто да не зборуваме, односно за таа до 2017 воопшто да не зборуваме, нема цел да пристапи во ЕУ. Затоа што контролата на работите ќе биде многу посилна, механизмите за контрола. Унгарија беше можеби показател дека може да излезе од тој притисок на Унијата, ама до последниве избори. Последниве избори практично одлучија парите кои што Унгарија не ги добива, затоа што одлучи да излезе од механизмот или од политиките на Унијата. Кај нас нема желба за пристапување во Унијата и се што се прави е практично дефокус. Морам да се навратам малку претходно кога зборувавте со Сонја за изјавата на фон дер Лајен. Не станува збор за судски совет, реално. Станува збор за вистинска доверба во судство. И сега ние можеме да имаме закон за судски совет, можеме да избереме членови. Мојот коментар беше апропо тоа што го зборува Джелал. Изгледа како тие не знам што треба да прават. Нивните чекори се прилично јасно опишани и некомплицирани. Доволно политичката волја да ги тргнете прстите, да не зборувате за чувствата, па дури да ги имате, особено па не да ги измислувате чувствата, оти е страшно ако се занимава со такви чувства премиерот. Ако демонстрирате политичка волја дека буквално престанувате да го коментирате тој пакет, не му давате задачи на јавниот обвинител од собраниска говорница, вие почнувате да ја создавате таа култура за тој ентитет, третата власт, да ги земе работите во своји раце, вашата единствена задача е да ги дадете парите.
Ама затоа сакав да го кажам, не станува збор за законска измена, туку станува збор за реално создавање на култура за која што ние немаме желба. Генерално земено немаме желба. Да, можеби граѓаните имаат некакви скриени очекувања, желби, соништа и така натаму, меѓутоа ние никогаш не се бавиме со притисок за нашите желби и соништа. Создавањето на вистински независно судство е предуслов за владењето на правото. Владењето на правото и правната сигурност е предуслов за да ви дојдат странски инвестиции во државата. Ние не размислуваме понатаму. Во услови во кои што државата е одсечена на сите начини, ние наоѓаме сила и поправдување или теми за разговор за да избегнеме од коридорното поврзување на нашата држава. И се обидуваме да зборуваме после тоа за инвестиции кои ќе дојде во услови во кои што имате тотална неповрзаност. Еден од мерките, дел од мерките на реформската агенда, впрочем, обезбедува или гарантира, индикаторите беа така направени дека ќе може да се патува побргу на коридорите. Тоа значи дека инфраструктурата ќе биде подобра. Ако можете да патувате, тоа значи дека и некој ќе сака да донесе стока во држава или ќе сака да помине неговата стока во државата. Побогу и тоа е некаква добивка за нас. Ама ние не размислуваме во таа насока. Нас ни требаат кратки теми кои што ќе направат дефокус во различни периоди, само за да го пополниме просторот. Дали напишавте во колумна за Тојче Веле, Радев дојде, ке чекаме ли сега и тој да си замине. Оти тоа е можеби најдобрата кратка реченица како шлаканица на потрошени 2 години. Не можеме сериозно да разговараме за прашањето за пробив во евроинтеграциите, бидејќи нашата формула секако го подразбира Софија, иако Софија одбива да се најде во формулата билатерално и вели тоа е прашање кој треба да го поставите во Брисел или воопшто зошто би го поставувале. За на крајот, дури вице-премиерот Александар Николовски опишуваше некакви влади со фалинка на чиновници со кои тие со големиот мандат не би седнале да разговарат. И сега во таа столица го добиваат најголемиот, можеби архитектот на оваа приказна со Македонија. Поранешниот председател Румен Радев, перспективно новиот премиер на Бугарија. Дали за вас се уште не седнат Радев во фотелјата на новиот бугарски премиер? Ова што го добиваме како информации со така наречениот бугарски non-paper кој што им е поделен на амбасадорите на земјите членки во Европската Унија е едно изненадување кое треба да сврти приказната од доаѓа Румен Радев и сега ќе ги чуеме најодвратните думи во врска со нашиот идентитет, големото не на Софија. Одеднаш Софија сака преку non-paper на колегите пред дури нешто да кажат холанџаните, да им соопшти дека оваа земја е изгорена од ендемска корупција. Сега ова е малку моја интерпретација, но тоа е поентата и дека се досега што се слушаше од Скопје е манипулативен наратив кој има за потреба да ја сокрие токму оваа жешка тема внатре. Дали тоа што го очекувавме дека ќе биде јазик од Холандија е всушност обид на Бугарија навреме да ги сокрие своите вистински теми и притисоци што сака да ги прави и да всушност сега низ овој коридор на приказна за корупцијата таа биде го држи некаквото лидерство наспроти Македонија, зошто не, дури и покрај уставни промени. Го прочитав вчера non-paperот и прво што ми падна на памет е дека Бугарија решила да ја промени играта, бидејќи 2 години од официјално Скопје се слушаше дека единствениот виновник што Македонија не преговара со Европската Унија е Бугарија и при тоа сакам нешто да кажам што многу малку се експлоатира во јавноста. Тоа се неколку дезинформации што владата континуирано ги шири во врска со нашиот пат кон Европската Унија. Тоа е дека решението се наоѓа во Бугарија, тоа не е точно.
Втората дезинформација е дека веќе се разговара Македонија да добие некакви гаранции, дека за тоа имаме поддршка од европски високи функционери. Точно е дека во 2 наврати слушнавме од господинот Кошта и од белгискиот министер. Меѓутоа јас не видов после тоа некакви други одгласи или нешто тие да работат на терен за тоа прашање. Значи се остана само на некоја вербална поддршка. Но тие го имаат тонот за разбирање за нашите стравови. Тоа е некаква фина дипломатска комуникација. Но никогаш ни една порака од таму не помина во полето на политичка акција околу документ кој секако нема да биде пишуван во Софија. Токму тоа сакав да го кажам, значи ние тоа сето го одгледавме во времето кога го имавме проблемот со името со Грција. Значи тогаш ние добивавме дури не и спорадични, туку повеќе имавме поддршка дека Македонија има право да се нарекува како сака, дека Грција не е во право, меѓутоа на крајот се испостави дека не била во право Грција, меѓутоа поставила барање кои што ние ако сакаме да одиме напред треба да го исполниме. И мене ми е многу криво што не учиме од тогашните грешки. И само се надоврзам на третата дезинформација дека во Европска Унија тоа владата не го зборува директно, меѓутоа преку нивни поддржувачи гледам дека доста често се пласира дека ќе се прават напори во Европска Унија да се смени начинот на одлучување, да не биде консензуално. Европска Унија многу јасно кажа дека тоа се однесува на безбедносната и на надворешната политика, односно дека они не сакаат во иднина, ако успеат тоа да го избоксуваат, бидејќи треба да се согласат сите 27 членки, во иднина не сакаме обструкции за санкции кон Русија, значи тоа се за нивните оперативни одлуки. Не е за прием на нови членки. Приемот на нови членки е во темелите на актите, на основачките акти, тоа за се промени, не верувам дека ќе се промени. Премиерот потроши повеќе внимание да создаде една, да ни раскаже една индискреција во телевизиско интервју, дека има не некаков план или замисла активен на масата за превртено членство од 1 јануари 27, што би се рекло тоа е задутре, ниту таков план може така брзо да дојде за така важни одлуки кои го тангираат правото кои тие го имаат во своите договори, дека без гласот на сите таква операција скоро е невозможна. Меѓутоа и самиот рече дека и во тој случај сигурно ќе ни бараат уставните измени, меѓутоа не слушнавме дали они се подготвени тие уставни измени да ги спроведат во случај да добиеме такво зрено светло. Јас верувам дека тоа се навистина. Само имам едно дополнително прашање, веројатно како понекогаш паѓа концентрацијата и како се импресионираат дека создале одлична формула за јавноста, гаранции, признавање или потврдување на една од одлуките на судот во Страсбург во Бугарија, и сега како да го заборават изминатиот пат, завчера гледам дека претседателката објаснува дека ние сме апсолутно подготвени да го одиме патот за ЕУ, кога тој барем приближно би бил како оној што имаше само стандард и ништо друго за членство во НАТО. И сега дека заборавате за тоа членство, ние име сменивме, сега на што да веруваме, како се вели. Дали тоа е манипулација или е потполно едно одбивање да се разбере изминатиот пат, концесиите што се правени само за да се потенцира дека во овој момент неповратно како никој друг Македонија притисната да прави отстапки. Знаете што основен проблем во нашата држава е што овде владата одгледува, се збору потребам гласачи наместо совесни граѓани, се што зборува да им се допадне на своите гласачи, иако некогаш дури тие се, значи сепак имаме политичари кои што го шетаат светот, кои што се среќаваат со европски политичари, со американски политичари и невозможно они да не знаат дека тоа што тука го зборуваме ние дома за наша домашна потреба е неспроведливо надвор. Меѓутоа мислам дека тоа е основната цел, да не се загуби кондицијата на гласачите спрема владеачката партија, тоа е голем проблем. Тие алтернативни сценарија, дури и да се возможни и да ја вклучуваат нашава држава, се нереални да се завршат во роковите кои што премиерот ги користи.
1 јануари 2027, еве да речеме дека и Македонија ќе биде дел, односно проширувањето ќе биде дел од приказната. Мораат да се согласат сите 27 држави. Можат тоа да го направат со пристапниот договор, например, на Црна Гора, меѓутоа нивното очекување е дека пристапниот договор на Црна Гора ќе биде ратификуван и таа ќе стане членка во 28 година, не предходно. Значи, не постои можност правно тоа да се... Нема план дека ќе биде ратификуван до 28. Тоа не се надеваат ниту црногорците. Ниту црногорците. Но дека оваа ситуација од кога почнува фактички пишувањето на големата книга и на главниот документ е главно рефлектирачката порака која ќе го забрза завршувањето на 19-те поглавја кои што стојат. Ама тоа како сте создале политичка волја да влезете во процесот, земја која беше дури многу пофрагилна од Македонија по заминувањето на партијата на Ѓукановиќ. Не беше независна држава во моментот кога Македонија стана држава кандидат. Толку, мислам, чисто за споредба. Последна година беше референдумот, од кој ние добивме. Ако ова го гледаме како момент алтернативни сценарии, каква е улогата на Бугарија, јас не мислам дека Бугарија се обидува да покаже нова улога, односно да ја заврши приказната. На Бугарија веќе не и треба приказна на идентитет, билатерален спор и така натака. Тоа е времено во преговарачката рамка. Завршена приказна, нашиот спор не е со Бугарија. Секоја држава од сега па натаму, држава членка, ќе може сите можни проблеми на нашава држава во функционирањето, а ги имаме безброј. Значи... Само кратко, дали ако сега бевме на таа маса, преговараме за отварање на кластер, почетокот е, вие сте во зоната на големото поглавје или првиот кластер, тука останувате до крајот и од реализацијата и работите во тој кластер можете да пенетрирате и да отварате некои од новите. За вака мрзлива приказна, како би рекле тие, за малку пари и не многу голем обем каков што би барал процес кога ќе го отворите најважниот кластер, дека да речеме Холандија со сигурност би не ставила во ситуација на вето. Ако е тоа вакво исполнување за кој што сега нашата влада вика ќе видите до јуни ќе бидеме фронтранери. Апсолутно. Апсолутно. Не очекувам ниту тронка поразлично однесување од Холандија, бидејќи нивниот пристап до сега секогаш бил strict but fair, строго ама правично. Ќе бидат правични кон нас, ќе ги проценуваат нашите успеси, ама секогаш строго ќе не гледаат. Така што ова на Бугарија е само хранење на дискусијата, потреба од хранење на дискусијата. Како ќе течат преговорите, може би ќе биде бенчмарк за отварање, репер за отворање во првиот кластер, иако не верувам, затоа што тоа ќе го отворат од старт и после тоа може да ни додадат некакви репери во меѓупросторот, меѓутоа нашата мрзеливост ќе дојде до израз особено во отварањето на другите кластери, затоа што искуството на Албанија покажува дека колку сте попроактивен, толку имате шанса да правите вие притисок и да го диктирате темпото. Џел, ова ми е важно зашто зборуваше Крамарска, останувајќи на ставот дека се околу вас е ваше. Имате ситуација во која ни еден од претходните премиери не бил ни приближно до таквата позиција на поддршка. Зборувам оваа формална, со пратеници, со отворен пат да ги завршувате работите. Да работите за гласот на гласачот, дури и кога велите дека нема да има избори, и работејќи за тој глас на гласачот, секој ден да го повишувате гласот, да го копате јазот, а би можела да избере владата едноставно оваа тема да ја тргне на страна. Напротив, тоа што го прави во периодот од како рекла дека ќе проба по другиот пат, сега е одење и копање на тој ров многу повеќе, што утре да се создадат шанси и да одлучи да тргне во решение, овие думи што ги зборуваше во меѓувреме за опасностите, ќе бидат проблем пред незините гласачи. Зошто тоа всушност го прави? Еднократно доби награда на изборите, токму за овој наратив и можеше да го тргне како сака настрана и да покаже капацитети внатре во извршување политики. Владата мислам дека во овој период немаше назадување во однос на реформите, како што речеме се случи со Србија со реформите во правосудниот систем, но немаше ни напредок. Значи имаше една стагнација
која фактички беше добитна за владата, од причина што интеграцијата во Европската унија веќе не е добитна карта. Значи, ако вие излезете и видите дека овие реформи, 100 реформи од 137 колку се листени таму во реформската агенда испратена до Брисел, ние сме ги завршиле, или како Молдавија што пред време ги заврши сите тие реформи што ги имаше зададено самата на себе си, нема од тоа да добие ништо, напротив, може да губи гласачи. Зошто? Од причина што бугарското вето треба да бидеме искрени да кажеме. Нема бугарско вето, леле, секој емисија. Блокада. Ама чекате, Ама нема. Ама може би ВМРО и вас ве третира како потенцијалниот гласач. Мојата поинта е дека толку пати го повторуваат тоа да луѓето просто веќе почнуваат да го користат дека ние навистина сме под некакво бугарско вето. Ние сме во ситуација да гатаме предпоставено бугарско вето. Ама зошто не се отворени тогаш преговорите со Европската унија? Затоа што Македонија не го исполнува условот кој што е предвиден за отворање на првиот кластер во преговарачката рамка. За кој владата вели дека нема проблем да ги вметне. Ама додава, може би подоцна ќе се случува други притисоци, сакам да ги исклучиме. Имаше блокада од страна на Бугарија. И зашто ние имаме и со Грција договор. Преспанскиот договор не е до крај спровед роковите што беа зададени. Но сепак Грција поинако се поставува. Бугарија се поставуваше малку по... Грција се поставува точно како што опишала во договорот. Таа чека да отпочнат преговорите, зашто добар дел од обврските се поврзани со напретувањето во преговорите. Само да завршам, зашто не беше дали е вето, дали е блокада, да. Се шегувам, но не е ова е само потврда дека дури и ние како новинари да скратиме зашто опишуваме, го користиме терминот од кој владата живее. Да не бидам авокат на владата. Колку пати се гласа за отворање или колку пати треба земјите членки да гласаат во текот на процесот на преговори? Од почетокот на преговорите до крајот некаде околу 136 пати. 136 едногласност. Значи отворање, затворање на кластерите и на овие поглавјата. Усвојување на репери. Сега, ние имаме ситуација кога нели имавме грчко вето, француско, не знам дали беше вето или не знам што. Добро, ќе треба да одиме на реклами, што е поентата? И потоа имаше бугарска блокада. И фактички таа веќе стана политички внатрешен проблем на земјата. Сега немаме веќе ние работа со, јас се согласувам со Стојановски. Тоа веќе стана зошто? Од причина што беше склучен договор со Бугарија без да се има политичка волја и консензус внатре за таа европска агенда да се истера до крај. Како што да речеме имаше во Албанија или има во Црна Гора. Тие земји имаат целосен консензус кога станува збор за Европската унија. Црна Гора има 3 спорови со Хрватска. За резолуција, за геноцид, за Јадран, некоја невладина организација, но тие ги менаџираат на тој начин што има политички консензус. Ние немаме тука политички консензус, а имаме договор кој што не можеме да го спроведеме. И сега, тие 3 вета, тие 3 блокади, да бидам поточен, што влијаеа во динамиката на преговорите за членство во Европската унија, ја уништија енергијата внатре во земјата и кај граѓаните. И кога имаме едно отсутство на енергија и ентузијазам и еуфорија за Европската унија, ние фактички немаме политички партии кои ќе играат на оваа карта. И нормално да се очекува не само ВМРО, туку гледате и СДСМ. Не спомнуваат веќе толку многу Европска унија и европски преговори. И дуи која што нели последната епизода е шанса за така кратка пауза за реклами, па сакам да го довршиме ова прашање. Нема интерес. Пауза за реклами. Крамарска, да предпоставиме дека различното од тоа што е сега,
кој може да се остварува и со скромни ресурси, дневна продукција од 5 соопштенија на Центарот за комуникации, СДСМ е постојано навлечен на таа полемика, ти мене, јас тебе, со соопштенија. Владата во премиерот во улога на промотер на владената политика, најчесто надвор, на отворено, во некакво сечење ленти и со интерпретација на се и се што ќе го прашаат новинарите. Јазикот кој ескалира меѓу нив, како мислиш дека владата е малцинска, кршлива и само што не паднала, има потреба на ваков начин да се брани од политичките неистомисленици. Раскошноста која оди дотаму на термини, да речеме, кога би преговарале со Европската Унија, би можела ли владата да зборува на тие во Брисел дека се мекотели, медиокритети, слон во собата и уште не знам какви квалификации си делат во домашното буниште, само затоа што се ова околу е ставено буквално во една конзерва и тој е така голем притисок кон наративите да се раздвојат на едната и другата страна, да успеат да ги пребројат и патем од тој процес да ги изгонат пристојните. Дали е тоа формулата што сега гледаме на дело, за кој не е виновна само ВМРО? Она што јас го гледам е дека владата глуми жртва во овој случај, од тука и честите изјави ни прават булинг во Европска Унија и така натаму. Малце дури сметам дека се непримерни за еден државен лидер. Тоа не значи дека Македонија е горда, туку дека Македонија е жртва. Значи, тука доаѓаат во судир со нивниот слоган дека ние правиме земја на горди граѓани, а секој ден кажуваат дека од Брисел сме малтене изгонувани, ни прават булинг и така натаму. Дозволуваат некои во семејството да ни го прават тоа? Мислам дека постои свест дека застојот на планот на евроинтеграцијата многу ја кошта Македонија и затоа се прибегнува кон такви форми на пропаганда, да се оцрни Бугарија дека е главен виновник, па дури гледам, јас до тоа го викам правење антиевропски фронт, а не европски фронт, например, поддржувачите, грото од поддржувачите на владата и симпатизерите, наречам поголем дел од македонската јавност, Европската Унија ја гледа само како некое средство за пари и за тоа да налага политики како незините членки, какви политики да водат. Например, се губи од вид што значи членство во Европска Унија и што значат стандарди на Европска Унија. Значи подобри работнички права, повисоки потрошувачки права, право на чист воздух, право на безбедна храна. Значи тоа се работите заради кои што државите на Македонија како сиромашна земја без стандарди, е потребна Европска Унија. Меѓутоа за тоа овде воопшто не се дискутира, туку се представува тоа како еден баук, како некој блок, како некоја формација која што ќе диктира на мали држави и тука нормално се ствара расположение. Ние не сакаме по таква цена да платиме за да влеземе во Европска Унија. Ако треба ќе чекаме и децени. Тоа за жал го гледам и кај поголемиот дел од јавноста. Може би е време владата да стави на референдум прашање, како што беше слично со Преспански договор, дали се за влез во Европска Унија со таа отстапка, па тогаш да видиме на што сме. Сега мислам дека еден многу лажен и погрешен наратив. Има такво прашање на анкетите и тоа покажува успешноста на наративот на владата. 71% велат дека се уште се за тој евроинтегративен пат, но од тие што се определуваат како услов за тоа се уставните промени, пазете, во околности кога сите политички актери се согласуваат дека во суштина нема проблем. Освен ВМРО што смета дека тоа можеме да го искористиме како џокер во преговорите за другите прашања, но нема против бугари во уставот. 80% би ја одрекле својата амбиција ако тоа подразбира промена
Па тоа е резултат на тоа што го зборувам, не е објаснето што значи да бидеш член на Европска унија. Значи, тоа е. И само што нешто додадам, се менува амбиентот, значи за 2-3 години ние ќе видиме како еден една Црна Гора влегува во Европска унија. Не знам тогаш што нашата влада што ќе излезе и ќе каже на граѓаните овде, каква надеж ќе им даде, каде сме ние, каде одиме и што нас не чека воопшто надвор од тој моќен блок. За 2-3 години веројатно и Албанија ќе стане членка на Европската унија. Нема да стане. Па видете. Во вакви геополитички услови Значи, никој дури ни во Албанија не се занимава со прашањето на формалноста. Никој од нив не го подигнал нивото на очекување дека тој пат сам по себе има таква трансформацијска моќ да ќе го преврти општеството. Но дека ќе го постави на друга шина административните капацитети, дека граѓанството, невладиниот сектор ќе ги фокусира на други нијанси во полемиката. Тоа е важно за здравјето на една демократија и успехот и резултатите на една државна политика. А не дека ова е магично стапче кој ги менува, да е така магично ќе променеше и Унгарија без оглед Ама дали еве сега ја промени наративот кој што овдека добро поминува, дека нас ни прават булинг, беше наратив кој што го поддржуваше Унгарија. Го користеше меѓу другото и ние имавме можност тоа да го правиме затоа што се криевме зад Унгарија. Затоа што Унгарија ни беше ублажувач на строгоста на унијата кон нас или кон држави од Западен Балкан. Се чини дека многу повеќе што ние си замислуваме и се случува на Србија, тоа значи територија, НАТО бомби, правење држава на територијата, услов во 35-то пограѓе, да ја признаете државата што ние сме направиле на ваша територија. И Србија имаше одстапки, односно простор да дише малку послободно со Унгарија. Кога српскиот претседател, дури кога оди да преговара, дали е тоа Курти, дали претходно некој од другите лидери, никогаш не го користел тој јазик на плач за булинг. Туку секогаш кога се враќал назад, се обидувал да покаже компетентност, гордост, самодоверба на Србија во тој спорт, што кај нас е обратно. Само за крај сакам да ве прашам, дали, например, нашето влегување во условите кога ние би седнале за тие уставни промени, за мене таа изненадувачка додавка, иако уставот ни го оградува тоа право, е и бугарите да гарантираат дека ќе спроведат барем една од пресудите на судот во Страсбур. Нели е тоа еднакво како што плачеме од билатерализација, наш конечно придонес во дефиницијата дека кога би се обиделе нешто да смислиме и ние влечеме билатерален потек? Во моментов мнозинството македонци е жртва на потребите да се заштити малцинство македонци во Бугарија, кое што патем речено не бара од држава, од матичната држава, а матичната држава со устав го има забрането таквото мешање. Толку можам да ви кажам. Се слагам апсолутно, значи билатерализација, меѓутоа ние во моментов сите македонци овде и другите граѓани во држава. Ние се занимаваме со прашањето. Тоа е честно, тоа е важно за човековите права и тогаш го пренебрегнуваме елементот дека кога ќе се пресели во политика, тоа исто така значи билатерално барање. Секој механизам за нивна заштита, ние во моментов ги жртвуваме сите граѓани на држава за потребите на едно малцинство во соседната држава, кој што патем речено од нас не го побарала тоа, а ние сме со устав забранети да се мешаме во внатрешните работи. За крај, Джилол, имаме минутка и пол. Иницијативата на ДУИ да се собираат потписи во парламентот потребни се 30, тие се некаде блиску до границата, такав е распоредот на силите, доколку би биле заедно со ДСМ и ДУИ. 30 пратеници кои можат да покренат иницијатива за промена на уставот. ДУИ отвара таа книга во собрание, освен што звучи како провокација во недостаток на било што сувисло што ДУИ сега во момент може да испорача, дали всушност му одработува на ВМРО ДПМН некако трајно да ја погреба таа идеја, правејќи ја прилично, да речеме, политички непромислена, кловновска, за дневни потреби, како да се приклучат на оваа расправа. Или може го трасира патот за ВМРО ДПМН утре да
да тие измени да ги усвои. Па супер би било пратениците на ВМРО да се допишат на иницијативата на ДУИ. Еден ден. Нема да се допишат. Еден ден, добро. Но јас сепак мислам дека тие гаранции не се возможни што ВМРО, ДПМН и владата ги бара од Бугарија, но сепак се возможни во ниво на Европска Унија. Имавме една иницијатива, не знам дали беше јавна, објавена на ВАјЦ, за да не биде протокол 2 пречка за отворење на преговорите, една такво толкување да има. Не, тој имаше амандман во кој што бара појаснување каков е статусот на протоколот 2 во преговарачката работа. Потоа имаше и уште една иницијатива за резолуција на Европскиот парламент, памтите, мислам дека лани беше, да се спомне, да се загарантира дека македонскиот јазик не е успорен, но беа блокирани од страна на бугарските пратеници. Откако ние ја компрометиравме секоја идеја на ВАјЦ за слаби потреби. Не верувам дека станува збор за цврст став на владата и на ВМРО ДПМН. Туку владата и ВМРО ДПМН никогаш не рекла дека се против бугарите во уставот. Но тие бараат излезна врата од причина што кога беа во опозиција, тие ги блокираат токму овие уставни измени. И сега, таа излезна врата никако не им ја дава Софија. И во однос мислам, на оваа димензија треба да се бара одговорот зошто се барат гаранции и во однос на предвидливоста на целиот процес. Рековме 137 пати може да се стави вето во текот на целиот преговарачки процес. Благодарам што бевте мои гости вечерва, веројатно по повод 2 годишнината од доаѓањето на оваа влада, ќе видиме тетрадка од тие големите ветено реализирано, па ќе имаме што да анализираме за летниот период како прилично здодевно четиво. Благодарам што не следевте и останете на Телма телевизија. Пријатно.